Добро утро од нас и добро дојдовте во уште едно ново, интересно и забавно издание на вашиот омилен ТВ магазин Урбан Блог. Како и секогаш, така и овој пат ние ќе се потрудиме да го задржиме вашето внимание во следните 30 минути. А како ќе го направиме тоа? Дознавате од краткиот преглед на денешното издание кое следува токму сега. Во новиот Урбан Блог во фокусот ги ставаме боите и трендовите и ве носиме на уште една извонредна дестинација. Останете тука. По рекламите почнува новиот Урбан Блог. Само еден клик ве дели од вашиот совршен пар чевли. Со графити до најновите светски трендови. Графити е повторно во мода. Нивниот свет толку моќен да ги менува сите наши светови. 45 години Бекутан. Наместо да го ставите впечатливиот накид во преден план, овој пат тоа нека бидат вашите чевли. Бидејќи изгледот и бојата на чевлите кои ќе бидат хит оваа сезона се поубави од било кога. Нешто повеќе на оваа тема ви откриваме во прилогот во продолжение. Будењето на природата со сета нејзина раскош неминовно не инспирира да го оставиме зимското еднолично сивило зад нас и да им отстапиме место на светлите моќни бои, кои несомнено будат нова енергија кај секој од нас. Сигурно многу пати сте слушнале за неверојатниот ефект на боите врз нашето расположение, продуктивноста, енергијата. Па можеме со радост да кажеме дека оваа сезона, барем според она што го најавуваат светските трендови, ќе бидеме обкружени со многу позитивна, опуштена енергија, која ќе не следи во секој чекор. Веќе можете да претпоставите, новите тренди чевли ќе го обојат ова лето во светли, весели, живи бои, кои ќе направат вашиот изглед да биде енергичен, шик и дефинитивно повпечатлив од било кога. Со доаѓањето на новата сезона инспирација редовно бараме во новите трендови. Па за да бидеме сигурни дека ќе ви пласираме точни информации, се консултиравме со нашите стручни соработници од Графити, кои проверено ја носат модата кај нас, директно од престолнината на светската мода. Италијанското градче Стра, каде ги осмислуваат и моделираат калапите за новите тренди модели на чевли, во кои ние имаме задоволство да чекориме. Дзирнавме и во нивната нова колекција. Мокасини, ултрамодерни Mary Jane чевли, сандали, високи подпетици, портокалови, минт, зелени, магента розови, жолти. Уште на прв поглед се наговестува дека ќе имаме возбудливо и весело лето во боја. Оживување на секој аутфит, на едноставен, еднобоен, неутрален фустан. Додадете чевли во впечатлива боја и акцентот на вашиот изглед веќе го имате. Или комбинирајте со джинс и секако не можете да погрешите. А резултатот ќе биде шик изглед кој ќе привлекува погледи. Може би сте доволно храбри за посмела комбинација на повеќе бои, кои доколку умерено и стилски ги комбинирате, ќе ве наградат со уникатен изглед, кој нема да остане незабележан каде и да се појавите. Ова се само дел од начините да заблескате во секоја пригода. За дневна прошетка, за на плажа, за вечерни излегувања, па дури и за работното место. А освен трендовски изглед, според добро познатиот психолошки ефект на боите, овие нијанси ќе допринесат и за поголема продуктивност и подобра енергија, вам и на вашето обкружување. За влюбениците во класиката, нашите стручни соработници од Графити велат, тука се и ненадминливите класици. Со доаѓањето на топлите денови некако се врти околу белата боја, а така ќе биде и ова лето. Со овој избор едноставно не можете да погрешите, а непогрешливи се и црвените чевли на висока подпетица кога е во прашање елегантниот женствен изглед во секоја форма. Ако сепак сакате да се издвоите и да внесете стил во секој чекор, добар избор се животинските принтови, кои се повеќе избор на трендсетерите од светската улична мода. Одличен избор за стилска дневна комбинација, за на плажа, за да го збогатите изгледот и да дадете фокус. А нивниот ненаметлив изглед лесно се комбинира со останатите бои од палетата, па и со трендовските парчиња облека од оваа сезона. Одберете удобни, модерни чевли кои ќе го надополнат вашиот изглед и обојте го ова лето во вашата омилена боја.
Нашите стручни соработници од Графити веќе подготвија неколку инспиративни комбинации за вас, па ги споделуваме со вас во продолжение. Во многуто нешта без кои не можеме ние припадничките на понежниот пол, секако дека спаѓа и изборот на шминка. Бојата која што ќе биде тренд за оваа сезона е токму розевата. А зошто? Дознавате во прилогот кој следува во продолжение. Розовата шминка носи ново ниво на слобода. Ги проучуваме розовите мејкап трендови од модните писти. Се заљубуваме во нив и ги повторуваме самите пред огледало. И покрај активниот напад на палетите на шминкерите во нијанси на жолто, сино, зелена боја, омилената боја на Барби не ни помислува да се откаже од својата титула. Нијанси на памук, гума за џвакање, незрели јагоди и правливи рози продолжуваат да трепкаат на модните писти и црвените теписи, па дури и да се слават со кралски изглед. Во сезоната пролет-лето розовата боја станува синоним за удобност. Убава и традиционално се носи на усните и јаготките, на очните капаци, па дури и на вегите со трепките. На кого му одговара розова шминка? Апсолутно на сите. Розовата е незгодна боја и покрај незината очигледна едноставност треба да ја изберете вистинската нијанса за да ги нагласите предностите и да ги скриете недостатоците. Светлата кожа ќе оди со пастелни нијанси ала baby pink. Светло фуксија и другите тврди розови бои можат да ја дадат на кожата монотон изглед, правејќи ја уште побледа. Речиси секоја розова нијанса одговара на маслиновите тонови на кожата, особено длабоките и привлечни нијанси. Единствен исклучок се слабите бои како млечно-розова што може да направи лицето да изгледа бледо. Живописните неонски нијанси на розова се идеални за потемни тонови на кожа. Ултрасветлите розови нијанси можат безбедно да ги носат дамите благословени со потемен летен тен. Овие нијанси многу поволно го засенчуваат природниот пигмент на кожата. Не плашите се од розови сенки. Со компетентен пристап, очите не се соочуваат со болен и уморен изглед. Главен услов е совршен тон на лицето без црвенило и осип. Затоа пред да преминете на шминката за очи, внимателно маскирајте ги сите несовршености. Коректорот ќе ви помогне во тоа. Посебно внимавајте на пределот околу очите и користете посветол коректор за него. Розовата нијанса на усните е класична, погодна и за ден и за вечер. Нанесете го карминот со четка за интензивна боја или со прстите на посуптилна нијанса. Научете да мешате два тона одеднаш, потемни нијанси по контурата на усните и малку посветли кон средината. Розовото руменило е многу освежувачко. Кремасти или гел текстури со микрочестички што рефлектираат светлина создаваат здрав сјај на кожата. Ако предпочитате текстура во прав, изберете ја со фин сјај. Малку сјај никогаш не е на одмет. А може да си поиграте и со розе ајлајнер. Например, јасни графики и нејасни внимателно засенчени линии. За цртање можете да користите молив за очи, молив и за очи и за усни, компактни и течни сенки. За трепките да не го изгубат волуменот, прво добро обојте го просторот помеѓу трепките. Потребна ви е и маскара за волумен, по можност во црна боја. Розова со виолетова нијанса. Цикломенни корали нема да изгледаат полошо од црните, кафените и графитните нијанси на очните капаци. Главната работа е дебел слој од сенки. Обидете се да користите крем структура како основа. Изблендирајте ја розовата, поместете ја надвор кон пределот на очните капаци речиси до веќата или далеку од слепоочницата. Ефектот на насолзани очи може да се избегне со внимателно исцртување на линија на трепките со кафен или црн молив, или со сенка. Розовата е една од основните бои на шминката во голи тонови. Строго се придржуваме до правилото. Колку е посветла кожата, толку побледа розова нијанса. И користиме розова боја на јаболчниците, очите, усните, па дури и трепките.
По употреба на традиционалната нуда кафена маскара или безбоен гел, нанесете розови сенки на врвовите на трепките и се обезбедува благ зачинет ефект. Освен ако не е стилизирана забава под маски, најдобро е да се ограничите на еден или два акценти во шминката. И ако еден од нив е розов кармин, светол или мат, главната работа е да не заборавите да направите пилинг на усните претходниот ден и да нанесете хранлив мелем. Нема ништо полошо од светли, но лушпести и спукани усни. За останатото само следете го правилото. Колку е потемен тонот на лицето, толку побогата треба да биде нијансата. Тука се е едноставно. Правиме што сакаме, додавајќи розови нијанси по желба на нашата омилена шминка. Лосос, фламинго и праска нијанси се изненадувачки прекрасно комбинирани со денешната многу популарна палета на шминка во жолто-зелена боја. За силни акценти подобро е да користите пигмент, а со влажна четка постигнете густа светла обвивка. Откако правилно ќе ги засенчате очите, на усните треба да им дадете минимум капка сја или треперлив хранлив мелем, за да се одржи потребната рамнотежа на хармонија на боите. Сигурно веќе многумина од вас размислуваат каде ќе го поминат летниот одмор. Нашата денешна предлог дестинација е Сен-Тропе, а зошто токму таа? Ви откриваме во следната видеопрошетка. Adius Q Fidelis, или во превод верен до крај. Гласи мотото под кое во 1479 година било вратено во живот едно мало рибарско градче, кое се наоѓа на околу 104 километри оддалеченост од Марсеј, на Азурниот брег во југоисточна Франција. Токму тоа мало рибарско градче денес е една од најпопуларните и најлуксузните туристички дестинации во Европа. Ни помалку ни повеќе станува збор за познатиот Сен-Тропе. Името на градот потекнува од истоимениот маченик Сен-Тропе, кој бил обезглавен во Пиза за време на владеењето на Неро. Доста интересна и мешана историја го следи низ годините ова мало место, одвоено за солниште преку скромно рибарско градче, па се до летувалиште на богати американски личности и огромен број на туристи, кои сакаат да ја видат оваа автентичност. Ова рибарско градче подоцна се трансформира во собиралиште на уметници и славни личности, па поради тоа добива имидж на ексклузивна дестинација. Главниот економски извор на Сен-Тропе е туризмот. Овој град е многу познат по своите клубови, ресторани и крајбрежја за јахти. Едно од најпрепознатливите места во Сен-Тропе е хотелот Бајблус, кој е член на водечките хотели во светот и место во кое се случил еден познат интернационален настан, а тоа е инаугурацијата на Брижит Бардо и Гантер Зах во 1967 година. Она што е доста карактеристично е тоа што секоја година на крајот на септември на заливот Сен-Тропе се одржува добро познатиот натпревар со гондоли, познат по името регата. Ова привлекува многу туристи кои доаѓаат специјално поради овој настан, но има и такви кои се на пат кон Кан или Марсеј или пак Ница, па попатно застануваат да го проследат овој настан. Плажите во Сен-Тропе се наоѓаат на брегот на заливот Пампелон, кој со својата должина од 5 километри нуди цела колекција. Секоја плажа е со должина од 3 метри и располага со сопствени колиби и приватен простор за сончење. Секоја од овие плажи нуди најразновидни активности како сурфање, едрење, опрема за кајакарење, спортови на вода со скутери, моторни бродови, скиење на вода и слично. Најпознатиот, а веројатно и најлуксузен пат за да стигнете до оваа прекрасна дестинација е изнајмување на приватна јахта, додека пак јавниот сообраќај вклучува мини автобуси, кои најчесто служат за поврзување со плажите. Секако има и скутери, автомобили, патувања со брод, изнајмување на хеликоптери, но бидејќи местото е мало, сепак пешачењето е најчест избор за убава прошетка околу градот и плажите. Ние ве оставаме уште малку да уживате во овој европски рај.
Тешко е да се поверува дека постои личност која што еднаш вкусила мед, а не сакала повторно да го стори тоа. Медот е еден од најбараните, повеќето лековити и хранливи природни производи во светот. Медот е основен производ на медените пчели. Важно е да се напомене дека се произведува со посебни пчели, затоа што не секоја пчела е одговорна за производство на мед. Тоа е долго патување од пчелата до медот, поради што пчелите се суштества што заслужуваат наша почит и грижа. Ние сме должни да ги заштитиме од смрт и да бидеме сигурни дека секоја пчела може да купи нектар од растенија без пречки. Тоа ќе го постигнеме со тоа што нема да загадуваме природата и нема да ги загадуваме растенијата и инсектите со опасни отрови. Производите од мед веќе долго време се меѓу повеќето лековити производи кои можат да се најдат во природата. Тие се употребуваат илјадници години во третманот на разни болести, во козметиката и природната медицина. А првите пишани траги од мед датираат уште од времето на египетските фараони. Пронајдени се медници во гробниците на египетските кралеви, што зборува за важноста на оваа прекрасна храна. Медот се спомнува во античката кинеска медицина. Пчелата требало да направи околу 150.000 летови и исто толку пати да се врати во кошницата. Треба да посети 12 милиони цвеќиња богати со полен и нектар и слични сладки сокови. Ако цвеќињата се посиромашни со нектар, тој број е често поголем. Тогаш нектарот кој е внесен во кошница од пчела е предаден на други пчели, што му помага на колекционерот на пчели да се ослободи од нектарот и да донесениот товар. Пчелата во стомакот каде медот почнува да се обработува додава нектар на разни ензими и го збогатува. Започнува хемиски процеси во кои се ослободуваат лековитите состојки и започнува да формира мед. Масата што е извлечена од стомакот на пчелата е оставена во саке, обложена и оставена на хемиски реакции, а со тоа се произведува мед. Значи можеме да видиме колку е сериозен, сложен и достоен за восхит процесот. За време на производството пчелите додаваат разни бактерициди, својства во медот, додаваат витамини, минерали, киселини и ја прават најсовршената храна за себе и за нивните млади. Секако на човекот му е да ги искористи овие придобивки од овој многу достапен и значаен производ на природата. Медот е составен од фруктоза, сахароза, гликоза, вода и витамини, минерали и олигоелементи. Овој сооднос е различен во зависност од видот и квалитетот на медот, но секогаш е совршено избалансиран, што значи дека пчелите од она што можат да го соберат во природата и што им е достапно, успешно ја прават совршената храна. Бојата на медот зависи од растенијата од кои се собира нектарот и се движи од светло-жолта до темно кафена. Најпродаваниот мед е мед од ливада, потоа мед од багрем, липа и шумски мед. Ние го купуваме во зависност од вкусот и потребите, но важно е да се знае дека има категории мед и дека во зависност од тоа како се категоризира медот, зависи неговата хранлива вредност. Медот може да се класифицира во 5 категории и да се категоризира според содржината и количината на квалитетни честички на растенијата. Првата категорија е мед кој е слаб во растителните честички. Често овој вид мед се наоѓа во продавниците или маркетите и може да биде најчесто купуван мед. Вар и ливада спаѓаат во првата категорија мед. Втората категорија вклучува мед кој е богат со растителни честички, а може да се најде на даб, врва, праска, липа, ела, бор и други дрвја. Третата категорија е мед кој е исклучително богат со честички од растенија. Тој е со исклучителен квалитет. Четврта категорија е мед кој има до 1 милион растителни честички од 10 грама мед. Овие видови мед се поретки на комерцијалните пазари, но може да се добијат од сериозни производители на мед. Мед од костен или шумски мед, собирани во зимзелени или листопадни шуми, е вистинска ризница на здравието. И петата категорија на мед која се добива со посебни методи на пресување и раздвојување на растителните честички. Овој мед е исклучително богат со исхраната. Медот е познат како традиционален лек за кашлање и болки во грлото, за подобрување на крвната слика, заболување на дигестивниот систем, регулирање на перисталтика на дебелото црево, помага за концентрација и меморија и многу други нарушувања, можат успешно да се третираат со мед и други производи од пчели. Мамурлукот се карактеризира со главоболка, гадење, врзоглавица и надуеност,
Може би и повраќање, дехидрација и општа слабост на телото. Пред и по излегувањето, јадете лажичка мед за да му помогнете на вашето тело да се опорави од пијалокот. Високата содржина на фруктоза во медот му помага на телото побрзо да обработува алкохол. А после бурна ноќ, јадете голема лажичка мед и ослободете се од главоболката. Уште подобро е да се меша медот со чај, бидејќи хидратацијата му помага на телото побрзо да се опорави. Медот спречува инфекции, ги штити забите и коските, го намалува холестеролот, го подобрува варењето на храната, генерира вишок енергија и го подобрува расположението. Медот е исто така составен дел од многу козметички производи. Одлично е како маска за лице што отстранува нечистоти од кожата. Ја храни сувата и дехидрирана кожа и помага во отстранување на брчките. Медот исто така работи за постигнување и одржување на идеална телесна тежина. Ако имате прекумерна телесна тежина, медот може да биде корисен за тоа што неговото редовно конзумирање го стимулира апетитот кај луѓето кои можеби немаат. Ако сакате да изгубите тежина и да го исчистите вашето тело, едноставен пијалок со мед може да помогне. Во чаша млака вода додадете 1 лажичка мед и 2 лажички сок од лимон. Пијте го секое утро на празен стомак. Овој пијалок исто така можете да го пиете по пообилен или масен оброк. Бидете сигурни дека ако веќе не сте, ставете мед во вашата задолжителна дневна рутина. И ние гарантираме дека тоа ќе биде една од вашите најдобри одлуки. Бидејќи тоа се однесува на вашето здравје, а нема ништо поубаво од конзумирање на природни производи. Нивниот свет полн со авантури и скриени богатства, со шепотења и тајни, со волшебни сказни. Нивниот свет е составен од мекост и топлина, од познати мириси и тивки приспивни песни. Нивниот свет толку моќен да ги менува сите наши светови. 45 години Бекутан. Тоа беше се за денешното издание на емисијата Урбан Блог. Доколку не пропуштивте или можеби сакате да се потсетите на нешто, можете да го погледнете репризното издание во сабота или пак да го посетите нашиот YouTube канал. Се гледаме повторно следната недела, а до тогаш не заборавајте да бидете урбани.